Подпредседателот Мајк Пенс во Вашингтон во рамките на одбележувањето на 70 годишнината од формирањето на НАТО го повтори противењето на Соединетите држави за купувањето на рускиот систем за противракетна одбрана, оценувајќи дека овој систем представува голема опасност за НАТО. Turkey's purchase of a $2.5 billion S-400 anti-aircraft missile system from Russia poses great danger to NATO and to the strength of this alliance. Тој додаде дека особено е вознемирувачки фактор што Турција е решена да го оствари тој план, иако Соединетите држави го оставија на располагање системот на противвоздушна одбрана Патриот. Turkey must choose. Does it want to remain a critical partner of the most successful military alliance in the history of the world? Or does it want to risk the security of that partnership by making reckless decisions that undermine our alliance? Американскиот подпредседател Пенс во врска со германската решеност да продолжи да го гради гасоводот Nord Stream 2, рече дека тоа би можело да протвори економијата на Германија во заробеничка на Русија. It is simply unacceptable for Europe's largest economy to continue to ignore the threat of Russian aggression and neglect its own self-defense and our common defense at such a level. And it's also wrong for Germany to allow itself to become energy dependent on Russia. Пенс ги повтори критиките што претходно ги даде председателот Доналд Трамп за тоа дека Германија се уште одбива да издвојува 2% од бруто домашниот производ за заедничка одбрана во рамките на НАТО.